Во продолжение зборуваме на една во овој период од годината актуелна тема, со оглед на тоа дека ни се стопли убаво ние времето. Сонцето не повикува се повеќе надвор, во парковите, во излетничките места. Не само нас, туку и животните кои што се криеа цела зима, сега имаат можност да излезат, особено имаме, ќе слушнете кои врсти на влекачи ги имаме на територијата и на градот, и низ градските улици. За жал, дел од граѓаните и по социјалните медиуми веќе објавуваат видеа, фотографии од змии низ градските улици, парковите, кеот на Вардар. Со оглед на тоа дека работа е на институциите да ја водат грижата за таа работа, ние ќе го едуцираме населението како да постапи ако не де Боже се најде во ситуација да ве касне змија. На оваа тема разговараме со магистар доктор Валерија Урошевиќ, инфектолог. Добро утро. Добро утро. Една тема за која што велам многу актуелна за овој период од годината. Сакале прифатиле, сакале не, тоа е реалноста, да не се плашиме, да бидеме подготвени како да изреагираме. Ајде прво со оглед на тоа дека вашето искуство е богато на оваа тема, сте работеле со пациенти, кажете ми кои врсти на змии ги имаме кај нас? Така, постојат повеќе видови на змии, меѓутоа за нас значени се змиите отровници. Тоа е добро познатиот поскок или камењарка. И втората отровница змија е шарката. Овие имаат зголемена активност во летните периоди, во топлите месеци од годината и на Балканскиот регион, во Европа. За среќа, нашите змии отровници се многу помалку токсични и даваат многу помали реакции на целиот организам во споредба со оние на другите континенти, како што се кобрата и така натаму. Досега со какви сте се сретнале ситуации од каснување од змии? Па има широка палета на симптоматологија, од локален наод до сериозни шокови состојби, крварења, кои што и како може да го загрозат животот, па да има и смртен исход. Ке зборуваме подетално, она што сакам убаво да го објасниме е дека какви убоди разликуваме. Две точки, една точка, која е разликата? Што треба да знаеме? Локалниот наод од змиите отровници по каснувањето практично е презентиран со две убодни рани, меѓутоа опишани се случаи и видени се случаи од наша страна, еден, три убоди и така натаму, зависно нели од конституцијата на отровницата. Она што е особено битно, а сакам да го истакнам, дека постои разлика во морфолошките карактеристики помеѓу отровните змии и змиите кои немаат токсин, односно неотровните змии. Која е разликата? Мислам дека тоа ни е најважното. Така, меѓутоа тоа е нешто што го оставаме и за експертите, но и оние кои имаат искуство престојувајќи и истражувајќи ги пределите каде што се во најголема концентрација. Можеме тоа со убодот да го таа перцепција да добиеме како граѓани? Првично со изгледот на змијата. А ако не ја видиме како изгледа? Ако не ја видиме, не можеме со убодот. Затоа што правило и протоколите велат, секој каснување од змија е потенцијално каснување од отровна змија. И затоа тие лица веднаш се трансферираат во болничка институција. Треба да се докаже, односно да се исклучи дека станува збор за змија отровница, и тоа на два начина. Првиот начин е да се препозна и идентификува видот на змијата, а вториот начин е обсервација, односно следење на пациентите во болничка институција, бидејќи се јавуваат и симптоми за доцнети по 12 часа до 48 часа. Значи, сите пациенти треба да бидат во болничка институција. И сега ќе ве потпрашам тука дали има разлика во зависност од возраста на пациентот? Секако децата се повулнерабилна
категорија Секогаш. и Да, за се. за секоја состојба патолошка, меѓутоа секој живот е важен и за секој живот треба да го дадеме својот максимум. Најважното, веднаш треба да побараме лекарска помош. Што значи тоа веднаш? Колку време е дозволено да се помине, дозволено сега ова под наводници, затоа што не знаеме каде ќе ни се случи таа состојба. Може да се случи на некој излетничко место. Потребно е време додека стигнеме до првата амбуланта. Така, значи, зависно од концентрацијата на токсичната супстанца, односно змискиот отров, може за краток временски период брзо, промптно да се јават локални симптоми и знаци на местото на каснувањето со интензивна болка, отокот за 15 на минути да прогредира, да се прошири на зафатениот дел, односно најчесто тоа се експонираните делови како што се рака, нога, значи екстремитетите. Потоа може да се јават и системски реакции, значи треба да се остане мирен во тие услови, без паника, тоа е повеќе теоретски, нели? Да. Само помош може да се пружи. На тоа сакам посебно внимание прва да помош посветиме. од придружниците кои што се на местото на инцидентот. Само помошта што подразбира и мобилизација на екстремитетот. Значи не смее воопшто никаква манипулација. Ниту да се обвиткува раната, ниту да се засекува повредата, ниту да се цицаат, смукуваат отровни. Значи, каде што убодот, каде што се точките, не сме да се засекува, затоа што многу често наоѓам како совети по социјалните мрежи или евентуално на некои сајтови, дека доколку се 2 точки, треба да се засече како крст. Не. Тоа е погрешно. Тоа е погрешно, а ќе ви кажам и зошто. Сите тие манипулации доведуваат до зголемено навлегување на отровот во крвта, во циркулацијата, со што и се интензивираат симптомите и прогредираат до животозагрозувачка состојба. Значи, паника да нема, но сепак ургентна состојба, повикување брза помош и мобилизација на... Што значи тоа имобилизација? Значи да биде имобилизиран со завој, со митела. Ако убодот е, да речеме, сега долниот екстремитет треба да биде во врзано? исправена полош, не да биде врзано. Како? Не. Значи да нема движења воопшто, да се спречат движењата на екстремитетот, односно на ногата или раката, кои се со повреда од змија. Затоа што самиот отров при движење на раката, размрдување, крвните садови ја менуваат, се стегаат и така натаму, се шират, доаѓа до всмукување на уште поголема количина на отров. Овие мерки што се однесуваат до имобилизација се разликуваат во однос на долниот екстремитет, кој што треба да биде во исправена состојба, а додека пак под прав агол и мобилизација на горниот екстремитет. Да, така, на рацете, да речеме, во таква состојба. Добро, колку време е потребно? Кажавте до 48 часа треба да се следи, можни се доцни компликации. Но колку време е потребно, потоа, дали се потребни некои дополнителни испитувања, да знаеме дека отровот не е во телото? Не постои начин. Затоа велиме дека сите пациенти потенцијално се каснати од отровна змија, се додека не се докаже спротивното. И императив е болничко лекување, односно обсервација и третман на симптоматологијата. А потоа треба некои дополнителни испитувања, нешто? Постојат многу параметри кои што ги испитуваме преку крвта, многу параметри кои што ги следиме со интензивен мониторинг, затоа што голем дел од пациентите завршуваат во единиците за интензивно лекување. Пациентите се во шокова состојба. Знаеме сите, шоковата состојба може да биде иреверзибилна и да донесе смртен исход. Па би кажала од тука, не само за локалните симптоми, да ги посочам и
системските, односно општите симптоми кои се јавуваат во склоп на токсичниот ефект од укасување од змија. Имено, значи, рековме, покрај оток црвенило, промптно ширење на истиот, може да се јави отекување на јазикот, може да се јават повраќање, губиток на свест, срцебиење, пад на притисокот до немерливи вредности, промена на кожата. Локалниот наод исто така може да биде толку драматичен да ја промени бојата. Може да биде бледа, може да биде со модринки, може да биде сино пребоена, да се јават були кои што имаат хеморагична крвава содржина и крварења. Имено ова зошто се јавува? Затоа што самиот токсин делува на 3 начини, односно делува на крвоснабдувањето со својот хемотоксичен ефект, делува на сите фази процеси на згручување на крвта, оштетување на ендотелот на крвните садови. Понатаму има миотоксичен, кога делува на уништување, деструкција на мускулите, и невротоксичниот ефект, што доведува до парализи. Јајде сега пак за противотровот. Единствено, значи, кога ќе дојде во таква состојба пациентот, се дава веднаш противотров. И која е понатаму терапијата? Така, исклучиво во болничка институција. Добро, и високо најважно, специјализирани медицински обучени лица го изведуваат сето тоа, заради тоа што самиот противотров покажува, дава несакани ефекти од типот на алергиски манифестации и треба внимателно со постапки и треба практично да направиме една проценка кост-бенефит. Односно, дали ќе одиме со споро аплицирање и тоа е процес на десензибилизација, или се работи за животозагрозувачка состојба кога ќе дадеме веднаш серум антивиперинум. Со оглед на тоа дека сте работеле со пациенти кои што имале таква ситуација, можеме да кажеме дека досега сте имале ситуација во кои што лесно поминале или имало и не де Боже полоши ситуации? Локалниот наод е драматичен во главном. Секако, да. Во главном е драматичен. Сега, она што нас ни е битно, виталните параметри, знаци да се во рамките на нормалата, да не падне притисокот, да не се јават парализи, да не се јави екстремна тахикардија. Значи, оние водечки општи симптоми се најзастрашувачки и побаруваат интензивно следење, интензивен третман на доместок на течности, електролити. Во основа нашите стравувања дека може да настане и тешка алергиска реакција од самиот отров, па може и од противотровот, треба да ги следиме будно сите симптоми како пропратни во тек на третманот. Доктор, ќе да го заокружиме разговорот, би сакала уште еднаш најважното нешто што треба да го направиме доколку се најдеме во таква состојба, кажавте број 1, да не си помагаме со засекотини на убодот, да не ја врзуваме ногата или раката, како и да е, и што друго сакате да нагласите како најважно што треба да го знаат граѓаните? Значи, само помош или прва помош од друго лице, значи да се остане мирен, за да се спречи доколку е жива змијата, дополнителни напади и за да се спречи движење на телото на повредениот и забрзување на крвоснабдувањето. Но истовремено повикуваме брза помош, додека дојде брзата помош ја имобилизираме раката или ногата и го пренесуваме ние или пак брзата помош до првата болничка институција. Ви благодарам. Благодарам за разговорот утринава. Се разбира колку и да не сакаме да зборуваме на оваа тема, сепак е актуелна тема и рете и треба да ги едуцираме граѓаните. Така е, затоа што никој не сме амнестирани од атак од страна на змија отровница.
нели велиме најчесто во аграрните региони се експонирани земјоделските работници. Но за жал не е така. Но за жал и во урбаните средини. Би препорачала уредување на дворовите, бидејќи овие предатори бараат високи треви, карпести површини, онамо каде што има греди, даски, камења. Значи, многу посовесно да се уредуваат дворовите и препорачливо е милениче да се чува во дворска средина, која што силно реагира на присуството на змиите. А добро, тие што чуваме миленичиња, добро, безбедни сме. Да се пошегуваме на крај. Благодарам за разговорот денеска. Ви благодарам.